Драги гледачи, ве покануваме да бидете со нас во нашата утринска програма Разбуди се, која ќе се емитува секоја среда со почеток во 9 часот на Facebook страната на Радио Гласна надежта и на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежта. Во емисијата ќе имате можност да следите интересни содржини, сервисни информации, утринска порака, мисла на денот, искуство од земјата и странство, совети за здравието и схраната, гости во студиото, порака од Библијата и многу други содржини. Бидете и вие дел од нашата утринска програма. Се гледаме. Почитувани гледачи, добро утро. Сречен поздрав од студиото на Радио Гласна надежта од Кавадарци. Еве, ја започнуваме новата сезона, четврта поред со нашата и ваша утринска програма, која се емитува на Радио Гласна надежта од сега секоја среда со почеток во 9 часот. Ова сезона, секоја среда со почеток, ја нарековме Разбуди се. Бидејќи и во телесниот живот и во духовниот треба да бидеме будни. Ако постојано спиеме, не ќе имаме никаков напредок. Затоа верувам дека сите сме овутро разбудени и подготвени за своите секојдневни активности, а секако и да ја проследиме и денешната прва емисија. Ќе имаме интересни содржини, се надевам ќе го привлече вашето внимание и затоа ви повикувам да во наредните отприлike 1 час бидете заедно со нас. Еве да поминеме низ нашата програма, како ќе оди редоследот. Ќе имаме, значи, мисла на денот, едно кратко размислување, потоа ќе имаме и песни помеѓу секоја рубрика. Повторно ќе имаме сервис информации, ќе ве известуваме за времето, состојбата, каква е на патиштата, какво време не очекува во текот на целата седмица и на утрешниот ден, па и денеска. Потоа ќе имаме утринска порака, што е многу важно. Вие кои сте христијани, кои имате библиски поуки, знаете таму при крајот на поуката постојат и утрински стихови, кои треба да не водат во денот во кој ете навлегуваме. Така да секоја среда ќе имаме и утринска порака преку утринскиот текст. Ќе имаме вести од светот и од Македонија, а во таа рубрика значи ќе се вклопат и разни искуства на наши гледачи, на наши верници, на нашите пријатели, така да ќе биде интересно и ќе проследуваме значи вести од светот, искуства на луѓе кои го запознале Господа. Потоа ќе имаме кратка порака од Библијата, од Светото писмо, совети за здравието, ќе делиме и рецепти, така да бидете со нас, ќе имаме секоја среда, значи посебни совети од полето на здравието. Така да, еве ќе имаме и реклами на наши убави книги, бидете со нас и затоа, еве на почетокот, почитувани гледачи, уште еднаш да ве поздравам сите вас кои се вклучивте во ова наша денешна утринска програма, која нарековме Разбуди се. Да ја проследиме најпрвен сега рубриката Мисла, односно ќе зборуваме за трпението. Верувам дека трпението ни е потребно на сите нас. Но треба да признаеме дека има денови кога не можеме ништо да направиме или сме разочарени. Што би се рекло, сме станале на лева нога. Па потребна ни е барем некоја позитивна и некоја мисла која ќе не инспирира, која ќе не натера да размислиме и да се инспирираме за да направиме нешто ново. Се случува тоа кај секој жив човек, но тоа не е трагично, ништо не е лошо, сепак денот е долг и можеме тие негативни мисли да ги истереме од умот и да вткаеме нешто позитивно, нешто убаво. Сите сакаме да бидеме задоволни од својот живот и да уживаме во своите плодови, но да признаеме дека тоа не оди така лесно секогаш во животот. Потребно е да се помине цел процес, да се следат сите чекори кои водат кон таа цел. Не може по некој краток пат, значи по-краток пат да се качите на врвот на некоја планина. Еве, сакате да усвоите некој врв на некоја планина, не може тоа да се оди по некоја кратка патека. Мора да се следи она утабана патека кај што веќе поминале некој пред нас. Значи, треба чекор по чекор
Trpejki ги сите напори во самото качување од еки по горници, со мали одмори и да собереме сили, да го продолжиме својот пат кон врвот. Ја се сеќавам кога пред неколку години сакав да отидам на Пелистер, на Пелистерски очи. Вие знаете кои сте читали историјата на планината Пелистер, има две прекрасни езера, големото езеро и малото езеро. Јас отидов до двете, меѓутоа патот беше навистина напорен, но ние следивме патеката која веќе беше воспоставена. Имаше и камења, и трња, имаше и угорници, но сепак кога стасавме на врвот, тоа беше прекрасно чувство. Значи, трпението е горко, но плодовите се сладки. Нема краток пат за воспоставување на добри и складни односи со другите. Треба да се гради својот карактер, да се тежне за вистина и секако за правда. Да се даваат и удржуваат ветувањата, да се има чувство за другиот, да се превземе иницијатива и така ден за ден се додека не се стекне доверба која со една грешка може лесно да се изгуби. Не се станува, тоа ни е познат успешен преко ноќ. Потребно е трпение, напорна работа. Потребни се многу часови, денови, недели и месеци на работа за себе или на себе, да се прифатеме себе си онакви какви што сме, подготвени да се менуваме, да бидеме подобри. Потребно е многу пот, потребни се многу солзи, нашиот труд да донесе плодови од кои ќе уживаме многу откажувања, за да сватиме дека она што примаме во нашиот живот е многу подобро од она што го губиме. Еднаш кога ќе разбереме дека трпението е единствениот мост кој не води во подобар живот, нема повеќе да се двумиме дали напред или назад, бидејќи ќе знаеме дека тешкотиите или тешките патишта имаат вредност многу поголема од својата тежина, а таа е целта на која ние се стремиме да одиме. Секој ден, почитувани пријатели, секој момент, битката е да се остане доследен на целта која сме избрале. Онолку колку што ќе одлучиме да бидеме трпеливи, толку еден ден ќе бидеме благодарни за се она што сме поминале. Ете, тоа беше мисла на денот за која зборувавме за трпението. На сите нам ни е потребно трпението, но Библијата вели благо на оние кои ќе претрпат до крај. Ете да бидеме подготвени и во текот на овој денешен ден што Господ ни го подарува, да бидеме трпеливи и истрени до крај. Ке има и планини, ке има и пречки во животот, ке има и дупки, провали, но сепак целта да не ја заборавиме. А Господ вели и ветил, и јас сум со вас до крајот на векот, на мојот, на твојот век, до крајот на светот. Одеме сега, почитувани пријатели, драги гледачи, да ви поздравиме со една убава христијанска песна. Na ovoj svet gostin su, to go znam, i život težok je, polne sogre, zato kopneam, zato i poubav sve, kade što nema Bog. Zato ljubav sve za život bez greh ni zboruva Isus spas da sme spremni ovoj čas. Ti verujem, Bože moj, vo Tvoj zbor i zato sekoj čas se spremam jas
za tvoj dom, ubav dom, što me čeka vo sjaj, za mene to je večen raj. Za tvoj ljubav sve, za život bez greh, niz bolova Isus spas, da sme spremni v ovoj čas. Ke dojdeš li so mene razmisliti, da bideme zajedno vo site dni, može biti to je tvoj od posleden čas, ne čekaj, vednaš ti odluči. Za tvoj ljubav sve, za život bez greh, niz bolova Isus spas, da sme spremni v ovoj čas, da sme spremni v ovoj čas. Продолжуваме со нашата програма. Почитувани гледачи, се враќаме во живо. Значи, следите директно оваа емисија од студиото на Радио Глас на надежта. Овде се наоѓа Медиа центар, каде што ја емитуваме оваа наша програма. Продолжуваме со сервисните информации, да се запознаеме какво време ќе имаме денес, утре и во наредните денови. Иако веќе календарски навлеговме во есента, денеска рековме 27 септември 2023 година, есента е веќе тука пред нас, но деновите се уште топли, така да искористите ги топлите денови, бидејќи прогнозата е дека преку целиот септември, значи до крајот има скоро уште една недела, ќе имаме топло време. Сончево со умерена, а во јужните делови повремено со значителна облачност. Ке дува слаб до умерен ветер од североисточен правец. Во Скопје сончево со мала до умерена облачност и со слаб до умерен северен ветер. Еве, да ја проследиме и картата на Македонија според температурите кои ќе се движат. Значи, ако одиме, еве ќе почнеме од Скопскиот регион, од 14 до 28, Куманово од 14 до 24, источните делови се однесуваат до Берово и Пехчево и околината од 6 до 23, Струмичко-Гевгилискиот регион најтопло од 17 до 29, Теквишијата од 14 до 28, Пелагонија, значи Битола Прилеп од 12 до 24 и во Охридскиот регион од 13 до 24. Значи пријатно време, убави температури, не е ниту жешко многу, но ни студено, така да прекрасно време за прошетка или вие кои правите зимница, ајвар и така натаму. Да видиме утре како ќе биде времето, повторно слично како денеска, сончево со умерена облачност и со слаб до умерен ветер од северен правец. Во Скопје слично, значи сончево со умерена облачност и со слаб до умерен северен ветер. Во следните 3 дена, значи температурата ќе биде еве отприлика слична, дури и потопло, еве од 23 дневните ќе бидат до 31, така ќе биде значи и во
Slidite 3 dena, toplo, umereno, ponekojaš može kima i nekoj slab došt u planinite. Evo, sončevo su umerena oblačnost, su slab umeren vjetar i taka natamo. Uslovi za kratkotrajan došt, povtorno sončevo su malo do umerena oblačnost i taka natamo. Znači, do kraja nova nedela ili do kraja novoj mjesec septembri, ke se zadrži vreme to sončevo i toplo. Momentalno u Kavadarci je 19 stepeni. Da vidime što se slučava na patištata. Od Automoto Sojuz na Makedonija izvestuva deka intenzitetot na sobreka i na patištata, na patnite pravci se odviva neprečano. Znači, na grčite premini od makedonska strana nema podolgi zadržuvanja za vles i za izvez od našata zemlja. Automoto Sojuz na Makedonija preporačuva prilagodena brzina na dviženje, počituvanje na postavenata sobrakenja signalizacija i vnimatelno pravuvanje so vozilata. Posebno no nje patišta koje pominuvat niz klisurite i rešnite dolini, kako što, na primjer, je Patnjot Pravec, Katlanovo Veles, Mavrovo Debar, Struga Vinica, Berovo Kočani, Delčevo i taka natamo. Na nekoj delnici se vrši rekonstrukcija na patištata, zato počitovajte gi patnite sobrakenji znaci koji se postavljeni počitovani gledači. Ušteden apel, vnimavajte da ne vozite pod dejstvom na alkohol, posebno u gradskite sredini ili kada što se pešačkite premini, kada što ima dviženje na luge, učilišta, kada što decata se dvižat, tako da vidite krajno vnimatilni, a sekako pijan čovjek ili pijana sostojba ne treba da upravova ni to nadvrod gradske te sredine, zašto pijanju čovjek može da napravi zlo za sebe, no i za drugite okolo sebe. Znači, ako se odlučite da patuvate nadvrod našata zemlja, graničite premini se otvoreni, nema nikakvi zadržuvanja. Eve, počitavani gledači, otprilike to beatije servisni informaciji, kje go pratime vreme, to znači ivo narednite denovi. Odeme сега da ги проследиме утринските стихови или утринскиот текст кој го наоѓаме во Библијата. Значи може да ме пратите, да земете вашата Библија или да го слушнете коментарот што јас ќе го прочитам. Во Откровение 3 глава 80 стих еве што пишува: Те советувам да купиш од мене злато, пречистено во оган, за да се збогатиш, и бели облики, за да се облечеш, и да не се појави срамотата на твојата голота, и очна маст, за да ги намачкаш своите очи, за да гледаш. Тоа е, значи, утринскиот текст кој го наоѓавме во последната книга на Библијата, во Откровение 3 глава 80 стих. Да го проследиме сега и коментарот врз основа на овој текст. Нека секој верник во нашите цркви си го постави ова важно прашање: како стојам пред Бога и како оној кој себе си се нарекува Христов следбеник? Дали како народ кој се заветувал дека ќе биде посветен на Бога, сме ја сочувале својата заедница со изворот на светлината? Зарем знаците на пропагање и слабење не се болно видливи помеѓу христијанските цркви денеска? Настапила духовна смрт кај мнозина кои треба да бидат пример за ревност, чистота и посветеност. Нивните дела говорат погласно од нивните зборови и сведочат за фактот дека некоја сила го пресекла јажето кој цврсто ги држала за вечната карпа и тие едноставно се отргнале. Христос ќе престане да ги зема имињата на оние кои повеќе не му се обраќаат нему и не ги прават првите дела и нема повеќе да посредува за нив пред Отецот. Сепак, случајот на оние кои се укорени не е безнадежен, не е надвор од силата на големиот посредник. Тој вели: те советувам да купиш од мене злато, пречистено во оган, за да се збогатиш, и бели облики, за да се облечеш, и да не се појави срамотата на твојата голота, и очна маст, за да ги намачкаш своите очи, за да гледаш. Иако оние кои се изјаснуваат за Христови следбеници се во жалосна состојба,
Все още не се во таков очаен теснец, како што биле лудите девојки, чии светилки се угасиле, а немале време да ги дополнат своите садови со масло. Кога пристигнал младоженецот, оние кои биле спремни влегле со него на свадбата, но кога пристигнале лудите девојки, вратата била затворена. Задоцнеле да влезат. Меѓутоа, советот на верниот сведок не се однесува на оние кои се млаки и во безнадежна состојба. Се уште има можност нивната состојба да се поправи. По пораката на Лаодикеја, пораката до Лаодикеја е полна со охрабрување, бидејќи црквата која паднала во грев, се уште може да се купи злато на верата и љубовта, се уште може да ја добие белата облека на Христовата праведност. Еве, почитувани пријатели, тоа беше ова утринска порака, која денеска читавме од Откровение, 3 глава. И на крајот се постави едно многу важно прашање. Дали ја знам вистинската состојба на мојата душа? Секој за себе нека си одговори. Бог е милостив, раците негови се отворени и затоа вели те советувам. Тој не наредува. Бог никогаш не употребува сила. Тој говори со љубов, те советувам. Знаете како еден родител го советува своето дете, својот син, својата керка, со најдобри намери. Те советувам од мене. Тоа купување не е со пари. Библијата зборува дојдете и земете забадава, земете бесплатно, наше да посакаме, наше да отвориме својата рака и своето срце. Понатаму вели, за да се збогатиш и бели облики за да се облечеш. Знаеме, Адам и Ева кога погрешиле, тие се сокриле, ја изгубиле она светост, она облека со која биле облечени. Но тие се сокриле и направиле своји облеки, меѓутоа потоа Бог им дава други кожни облеки. Тоа е символ за Исус Христос кој подосна ќе се роди, ќе живе, ќе умре и со својата крв тој ќе не откупи. И затоа евреите пренесувале јагне, символ за Христа. Таа кожа, тоа е јагне со која биле облечени Адам и Ева, всушност укажува дека еден ден Христос ќе не покрие, Исус ќе не спаси, Исус ќе ни прости. И затоа на крајот вели, за да ги намачкаш дори своите очи, за да гледаш. Ние сме понекогаш и слепи, не само физички, туку и духовно, и затоа Господ нека не води во овој ден и да ги употребиме овие компоненти кои тој ни ги нуди. Ќе ги прочитам уште еднаш. Злато, пречистено во оган, за да се збогатиме. Бели облики, за да се облечеме. Да не бидеме голи духовно. И очна маст, вели пророкот, за да ги намачкаме своите очи, за да гледаме. Еве, тоа беше ова утринска порака на денешниот утрински стих. Продолжуваме со песна.
Продолжуваме со нашата програма, почитувани гледачи. Вие следите утринската програма на радио Гласна надежта, разбуди се. Значи, од денеска ја започнуваме ова утринска програма секоја среда во 9 часот. Кажете им на вашите пријатели, споделете емисијата, можете лесно да споделите ако не пратите преку Facebook, а секако дека преку Facebook не пратите, бидејќи ова емисија се снима и ќе биде поставена и на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежта. Така да можете слободно да ја споделите или на Месенџер, или на вашиот зид, на вашиот Facebook. Продолжуваме, значи, сега со следнава рубрика Вести од светот и од Македонија. Денешните вести ни доаѓаат токму од Македонија. Имено пред една недела, отприлика, се одржа јубилеј 20 години од посветувањето на новиот молитвен дом во Неготино. Додека ја зборувам, ќе имате прилика од режија да ќе бидат пуштени и фотографии, слики за присутните верници и пријатели на овој голем настан за верниците во Неготино. Интересно, тоа беше момент кога се подсетивме на тие 20 години изминати и за самата изградба на молитвениот дом. Црковната сала беше, може да кажеме, претесна да ги собере сите верници кои дојдоа од околината, значи од Кавадарци и од околните градови на нашата земја, да ја споделат радоста и секако со верниците од Неготино, но и да го прославиме Господ, бидејќи таквите јубилеи не да се ние луѓето истакнуваме, туку или да им дадеме некоја посебна почит на некој си човек, но сепак беа спомнати и луѓе кои допринесува во изградбата на овој молитвен дом. Интересно, веста за Евангелието во црквата, односно во градот Неготино, датира уште 1948 година, кога се крштават и првите верници. Од тогаш се создала една мала група, но бидејќи немале свој молитвен дом, тие оделе во Кавадарци, некаде 10-12 километри, секоја сабота и таму ги одржувале своите богослуженија со верниците од Кавадаречката црква. Но ете, се стекнале услови некаде 2001-2 година, 3 година, кога беше купен молитвен дом, односно куќа, зграда, а потоа беше адаптирана. Беа присутни двајца наши верници од Австралија во тоа време, значи 2001 и 2002 година, односно 3 година, кога помогна со секако и верниците од Неготино и со средства од останатите верници да се ова куќа адаптира и преуреди во еден прекрасен молитвен дом. На тој собир, значи, служија домашните верници. Исто така имавме и гости, значи, од мисијата, но имавме и од Белград, беше присутен секретарот на нашата унија, на црквата на адвентистите на 7-миот ден. Потоа имавме, значи, присутен гостин од Израел, кој ни послужи навистина со интересни совети, сподели многу искуства како се живе и работи токму во Израел. Тоа е братот Драган Стојановиќ, кој е родом од Ниш, кој работел во многу земји во светот, но еве сега што се вели при крајот на својата служба, зашто веќе влегува во години, тој таму одговорен за таа мисија во Израел, значи во Јерусалим работи, каде што го проповеда Словото. Има многу богато искуство, така да тој ги сподели тие искуства со присутните и упати духовна порака како можеме да го прославиме Господ. Но да се вратим уште малце на објектот на црквата во Неготино. Беше, значи, за 3 седмици преадаптиран тој молитвен дом, односно таа зграда, и првата служба се одржа некаде на пролет, кога и тие беа присутни. Тоа се браќата Лојд Елис и Лај Бол, кои подосна ќе доаѓат уште 2 пати да помогнат и во Шуторизари и во Гевгелија да се направат молитвени домови. Значи, се работеше турбо, 3 седмици, зградата го доби својот облик,
ostane уште некои финеси, преку летото се доврши, така да некаде при крајот на 30. август 2003 година се посвети молитвениот дом во Неготино и ете сега пред некој ден се прослави, односно се подсетивме на тие 20 години од постоењето на овој молитвен дом во Неготино. Може само да благодариме на Господа, почитувани гледачи, за овој молитвен дом, бидејќи Бог рекол, еве ќе цитирам само еден текст од Светото писмо: нека ми изградат светилиште за да можам да престојувам помеѓу нив. Секако Бог е присутен секаде, кај што се двајца или тројца, но сепак Бог сака да има свој молитвен дом, каде што ќе биде подигнато тоа духовно знаме на вистината и ќе доаѓаат пријатели и верници да го прославуваат Господа. Како што израелците имале светилиште и таму ги пренесувале своите жртви, подосна бил направен и храм во времето на Давида, на Соломона, па и до ден денес. Значи Господ сака да има свое место кај што народот ќе доаѓа и ќе го прославува. Еве ќе завршам со два цитати, кога е во прашање, значи, овие вести од Неготина, од Македонија. Црквата е Божја собственост и Бог има постојно наум дека таа е во светот каде што е изложена на искушенија. Тој не го заборава својот народ, кои го представуваат на овој свет и кои се трудат да го подигнат неговиот закон. Исус ја има постојно пред своите очи правата црква на оваа земја, чиј најголем копнеше да соработува во спасување на душите. Значи, црквата затоа постои, да се подигне Божето знаме и да се прославува името Господово. Еве, уште еднаш благодарност до сите кои учествуваа во музичкиот дел на овој јубилеј, учествува младите од Скопје, така да тие допринесоа со песни и останатите кои учествуваа во програмата да биде збогатено ова дружење. На крајот беше приреден и заеднички ручек за сите присутни. Да го молиме Бога да имаме се повеќе такви јубилеи кај што ќе се подсетиме на Божето водство и на новите искуства кои ги стекнуваме во работата со Господа. Продолжуваме повторно со песна. Ruke svoje širi nježno gledam malene, djeci cijelog svijeta Isus ime zna. Isus voli djecu malu, djecu cijelog svijeta to. Bijele, žute, crne, sve, pa i one smeđe gled. Isus voli djecu cijelog svijeta to. Следува рубриката Порака од Библијата. Но пред да навлеземе во самата порака, уште еднаш поздрав до сите вас, почитувани гледачи. Имаме гледачи од Србија, секако најмногу од Македонија, имаме и од други држави во светот, така да бидете поздравени од нас овде од студиото на Радио Глас на надежта. Бидејќи ова емисија утринска, ја не рековме Разбуди се,
Prvota tema koja sakam da je spodelam s vas u ova prva emisija, u ova nova 4. sezona, nosi naslov Razbudete se. Budete se, ne je vreme za spijenje. Vjerujem дека porakava ki bide razbirljiva za site nas, počtovani gledači. Повеќето луѓе знаеме дека ноќе спијат, тоа е нормално, иако оние кои работат трета смена мора да бидат на своето работно место. Чудни работи се случуваат ноќе. Кога спиете, тешко дека знаете што се случува околу вас. Тогаш сме несвесни и не сме свесни за она што се случува секако околу нас. Ако одеднаш се разбудите во темнина, може да се плашите. Знам дека некои се плашат или имаат загушено, пригушено светло, ноќе да не биде така тотален мрак. Сепак, кога е темно, може да се сопнете, да се тетарете и така натаму. Сетете се на крадецот во ноќта. Колку сте подготвени за крадецот кој доаѓа кај вас навечер. Претежно крадците крадаат ноќе, кога се невидливи, што се вели за голо око. Читам во Псалмот 119:105 кој гласи: Твојот збор е светилка за моите нозе и светлина за мојот пат. Овде гледаме, почитувани гледачи, и разбираме дека Словото Божјо, Библијата е светлина за вашите нозе, светлина за вашиот пат, за вашата насока и дестинација. Спиењето ја вклучува, може да кажеме, и подсвеста. Може би духовно спиеме, но ви мислите дека сте добро затоа што сте свесни за вашите постапки, но духовно може би не си во право. Има луѓе кои не спијат, очите им се отворени, но всушност тие се духовно слепи. Терминот духовен сон значи нечувствителност на дејството или воството на Божјиот дух во животот. Апостол Павле запишал во посланието до Ефесјаните 5:14, зато тој вели: разбуди си ти што спиеш и воскресни од мртвите и Христос ќе те осветли. Не се дружите со бесплодните дела на темнината, туку прекорувајте ги. Тоа е стихот 11. Темнината и светлината се сосема различни. На ист начин спиењето и будењето се сосема различни едни од други. Денеска постои опасност на секаде низ светот. Ова не е опасност од она што го гледате, туку од она што не го гледаме. Кога ние нешто гледаме, ќе се тргнеме, ќе гледаме да се одбраниме и да се сочуваме, но кога не гледаме, а опасноста дебне, тогаш сме во голема опасност. Оно што се случува во светот не е само човечко, туку и сатанско. Човекот на гревот, како змија, сега тој лази и се врти, незабележен од светот. Проблемот е што многу луѓе го повикуваат нашиот Господ Исус Христос, но не го слушаат неговиот збор. Ако некој ме сака, вели во Јован 14 глава, ќе го држи мојот збор. Зборовите на Господ, кои треба да го подкрепаат размислувањето на секој вистински верник, се наоѓа во следните делови од Светото писмо. Во Лука 21:36 читаме: Бдејте и молете се секогаш, за да бидете достојни да избегате од сето она што ќе се случи и да застанете пред Синот човечки. Додека стихот во Матеј 25:13 кој гласи: Бдејте зашто правите не го знаат денот ниту часот кој доаѓа, кога ќе дојде Синот човечки. Значи, таму Матеј не повикува да бидеме будни, зашто никој не го знае часот на доаѓањето на Господ Исус Христос. Има повеќе стихови, значи, во оваа насока. Како што можеме да видиме, стиховите спомнати погоре се Господови зборови на предупредување за неговото ненадејно и тајно враќање. Тој предупредува да не спиеме, туку да гледаме и да се молиме, не понекогаш, туку секогаш да бидеме будни. Тој ја знае иднината што никој не ја знае. Подобро е да се слушат зборовите на Господ во ова време. Еве што запишал Јован во 6:45. Тоа е напишано во пророците и сите ќе бидат поучени од Бога. Значи, секој човек кој слушнал и научил од Отецот доаѓа кај мене, вели Исус Христос. Значи, Бог Отецот
Пророците, Исус Христос зборуваат за крајот на векот и за доаѓањето на Исус Христос. Но самиот Бог во ликот на човекот, Исус Христос, беше поучен, односно поучаваше Исус додека беше на ова земја во параболи и пророкуваше за неговото доаѓање. Може да читате во Јован 14 глава од 1 до 4, кај што Исус вели: "Одам да ви приготвам место и кога се ќе биде готово, ќе дојдам повторно по вас да ве земам и вас да бидете каде што сум јас." Тој рекол да внимаваме и да се молиме, затоа што понатаму вели ќе дојдат пророци или учители во овчки кожи, а всушност се волци. Треба да бидеме подготвени за да ги препознаеме. Исус зборува дека ќе дојде време кога луѓето ќе бидат расеани, ќе спијат духовно. Нема да се фокусираат на крајот на светот, туку ќе бидат задлабочени во желбите на овој свет, во задоволување на богатства, на слава и на популарност. Прашањето е денеска дали ние спиеме, наместо секогаш да гледаме и да се молиме, да бидеме поучени или подготвени да бидеме поучени за да се подготвиме за средба со Исуса Христа. Рековме, луѓето спијат претежно ноќе, но делата на темнината се како ноќта. Духовно луѓето спијат од многу причини. Зборуваме, значи, не за тој физички сон, туку зборуваме за духовниот сон. Господ вели таму во Матеј 25:5, додека остана младоженецот, значи младоженецот задоцнел, сите задрема и спиеа. Значи и добрите и лошите, и христијаните и нехристијаните, сите доаѓа момент кога ќе заспијат. Меѓутоа, кога оној стражерот рекол, ете го младоженецот, се разбудиле. Значи, едните и другите, но знаеме дека едните немале доволно масло во своите светилници и така натаму. Сега прашање се поставува, знаете дека многу луѓе шетаат наоколу физички, но духовно спијат. Дали сте вие еден од нив? Дали понекогаш, почитувани гледачи, нашите духовни очи се затворени, несвесни за оно што се случува околу нас? Времето со големи чекори, пророштвата се исполнуваат. Дали ние сме подготвени за крајот на светот? Еве ќе упатам на работите што ги терат луѓето да спијат духовно или да заспијат. Многу има совети во Библијата. Луѓето се препуштаат, како што вели во Галатјаните апостол Павле во 5 глава, на идолопоклонство, на нечистоти, на расправи, на гнев, на завист, на убиство, на пијанство, псовки и така натаму. Тоа се сите такви негативни дела кои може духовно да не заспијат. Може да читате исто во Римјаните 1 глава од 28 стих па понатаму. Знаете, кога ќе дојде некоја расправија помеѓу двајца, тоа се создава нетрпение, гнев во душата и немир и така натаму. Тој гнев, знаеме, може да предизвика, еве, свесни сме овие денови во Македонија, барем се случаа неколку страшни убиства, како што е во Кочани, во Гевгелија. Само ќе го спомнам последниот настан во Гевгелија. Брат убива брата си и снаата. И после новинарите, односно вестите, кажа дека тоа се случило поради имовински несредени работи. Дали е куќа, стан или некое наследство. Гледате сега што се случило. Колку ѓаволот ќе предизвика гнев кај човекот, се случува убиство и сега и тој ќе заглави, може цел живот во затвор, а братот и снаата се убиени. Им се скратил нивните животи. Така да не дозволиме тие негативни елементи или работи да се случат во нашиот живот, не само што ќе ги затворат нашите очи духовно и може да направиме такви лоши работи. И затоа Господ не повикува денеска да се разбудиме. Не само физички, што ние секој утро се будиме, туку да се разбудиме и духовно, што е многу поважно. Физички се разбудиме. И овие очи, ако еден ден се затворат нашите по пат на смрт, но ако духовно сме гледале и сме били на Божја страна, ќе имаме многу поголеми придобивки, отколку ако физичките очи ни се отворени, а духовно сме слепи. Затоа постои две работи. Или сме во темнина, или сме во светлина. Или спиеме, или сме духовно будни. Изборот е секогаш наш, почитувани гледачи. Исус кажал,
keď go čitav toj tekst, keď go povtorom vo Matej 26:41, bdejte i molete se da ne vlezete vo iskušenje. Lesno je da se misli дека сме будни zato što se zanimavаме со нашите секојдневни активности, вклучително и присуство, например, на некои религиозни аранжмани. Не е духовноста која држите само Библијата в раце. Има денеска милиони луѓе држат Библијата, но не вреди ако не живеат според она што таа го кажува. Да останеме будни, тоа значи да се спротивставиме на спиењето. Има многу примери во Библијата за кои Исус зборува. Еве, повторно ќе се надоврзам на примерот за оние 5 мудри и 5 немудри девојки. Вели, додека младоженецот остана или задоцни, сите задрема и спија. Ова е уште еден пример за спиење и будење поради стандардот на подготовката која треба да ја направиме. Тие биле девојки, наречени 5 мудри и 5 луди. Иако заспиле сите, но мудроста била во тоа што тие за време, додека биле будни, вткаеле добри елементи во својот карактер, ставале добри работи, духовно се хранели и кога сега дошол тој миг, навистина да се разбудат, биле подготвени да продолжат, а овие останатите биле празни, биле сиромашни, побарале од своите другарки да им дадат дел од маслото. Тие рекле, оде купите си, па да немаме и ние проблем. Затоа купите си, додека отише да купа, додека продавницата била отворена, односно затворена, па отворена, младоженецот влегол и ја затворил вратата. И сосема на крај за ова утринска порака, почитувани гледачи, да се разбудиме сите, да бидеме будни. Ова не е време за духовно спиење. Гледајте и молете се секогаш, зашто никој не знае во кое време ќе дојде Господ Исус Христос. Може тоа да биде утро, може напладне, може попладне, може навечер или полнок. На полнок, вели овде текстот, викаше оној стражерот да излезат и да го пречекат младоженецот, односно да излезе свршеницата. Не е време за спиење, време е за будење. И тоа темелно будење на сите нас. Зашто кога ќе пристигне младоженецот, може да биде доцна. Ние ако не сме подготвени, вратата ќе се затвори и за секојаш ќе бидеме надвор. Еве, тоа беше поракава за ово утро, која нарековме: разбудете се, будете се, не е време за спиење. Одиме сега повторно со песна. Pitam se što ću reći kad se budemo gledali oči u oči, ja i ti. Što ću tada reći? Hoću li izdržati kad se budemo gledali oči u oči, ja i ti. Hoću li moći izdržati? Kad se budemo gledali oči u oči, kad se budemo sreli, ja i ti. Sjeti se da sam samo čovjek, sjeti se da sam samo čovjek, a Bog da si ti, a Bog da si ti. Kad se budemo gledali oči u oči, kad se budemo sreli, ja i ti. Sjeti se da sam samo čovjek, sjeti se da sam samo čovjek, a Bog da si ti, a Bog da si ti.
se budemo gledali oči u oči, ja i ti, kakav li ću onda biti? Kakav će to biti susret kad se budemo gledali oči u oči, ja i ti, jedan čovjek i njegov Bog. Kad se budemo gledali oči u oči, kad se budemo sreli, ja i ti, sjeti se da sam samo čovjek, sjeti se da sam samo čovjek, a Bog da si ti, a Bog da si ti. Kad se budemo gledali oči u oči, kad se budemo sreli, ja i ti, sjeti se da sam samo čovjek, sjeti se da sam samo čovjek, a Bog da si ti, a Bog da si ti. Лекари кои се уште посетуваат по домовите. Без разлика кој лек на рецепт ќе го добиете, здравствената заштита е скапа. Многу зборуваме за придобивките од здравствената заштита, но не е доволно за придобивките од грижата за себе. Почитувани гледачи, следните 8 доктори се специјалисти за подобрување на менталното, физичкото и духовното здравје. Можете да ги користите секој ден и ќе го намалат ризикот од многу болести, лекови и медицински трошоци. И тоа е моќен пакет за грижа за себе. Број 1. Исхрана. Храната го зајакнува и телото и умот. Растителната храна е богата со соединенија и хранливи материи, состојки кои го намалуваат стресот и ја подобруваат менталната функција и расположение. Уживајте во многу свеж овоше и зеленчук, цели зрна, мешунки, јаткасти плодови и се ќе се промени. Избегнувајте брза храна, заситени животински масти и трансмасти, засладени пијалоци, кофеин и големи количини рафиниран шекер. Речиси половина од калориите што ги трошиме доаѓа во форма на засладени пијалоци, како газирани сокови и овошни сокови. Кога ќе ги отфрлите овие висококалорични пијалоци, можете да гледате како се топат несаканите килограми и вистинската енергија ќе расте. За вистински енергетски потик пиете најмалку 8 чаши вода дневно. Кога се храните добро и пиете многу вода, ќе се чувствувате подобро и ќе имате повеќе енергија да донесувате подобри и секако успешни одлуки. Второ, свеж воздух и вежбање. Вежбањето, особено надвор, во природа е здраво за главата, но и го подобрува здравјето на срцето. Тоа е од критично значење за менталното и физичкото здравје. Се вели дека движењето ги доведува емоциите во рамнотежа. Ако сте во лошо расположение, излезете надвор под синото небо и одете на брза прошетка. Вежбањето го намалува стресот, депресијата и грижата, го подобрува расположението, благосостојбата и секако менталната состојба. Исто така ја зголемува моќта на учење.
Тоа ви помага да го подобрите физичкото здравје, да го намалите ризикот од болести и постигнувате здрава тежина во животот. Направете навика за секојдневно вежбање и ќе доживеете придобивки и во главата, и во срцето. Во Библијата читаме: тој им дава сила на изнемоштените и на слабите им ја умножува силата. Број 3. Одмор. Нашите тела се дизајнирани за ментален, физички и духовен одмор, како и за акција. Важно е да планираме време за рекреација, релаксација и размислување. Тоа би ја намалила депресијата поврзана со постојаната ментална и физичка напнатост. Исто така, редовните навики одење на спиење го враќа умот, помага во контролата на хормоните и стресот, го регулира и нивото на шекерот во крвта, ја намалува нервозата, заморот и стресот и ја подобрува енергијата. Новите навики и рутини се зацврстуваат за време на спиењето, па затоа помогнете си да стекнете посреќен, поздрав ум со добивање доволно соодветен освежувачки одмор. Управувањето со стресот, вежбање на сончева светлина, избегнување на кофеин и јадење доцна во ноќта ќе ви помогне за подлабок и здрав сон. Повикани сме во Божиот одмор кој исцелува. Еве што кажува Исус: дојете кај мене сите и јас ќе ви дадам одмор, ни порачува Христос. Број 4. Ставови. Некој еднаш рекол дека лошиот став е како дупната гума, додека не ја промениш, нема да стигнеш далеку. Истражувањата покажува дека тоа е клучен фактор за живење долг, здрав живот, чувство за смисла и цел. Негувајте став на благодарност и проверете ги негативните мисли. Донесете одлука да се фокусирате на решение наместо на проблеми и гледајте на тешкотиите и неволите како можност за растење. Бог ветил дека ќе даде сила и мудрост за секоја тешкотија. Тој ќе ви помогне да изградите ментална сила за да се соочите со животните проблеми на еден позитивен начин. Бог вели: кој е слаб, нека каже јунак сум. Тоа го порачува Господ. 5. Меѓучовечки односи. Негувањето здрави меѓучовечки односи е слично на негување на градина. Колку повеќе внимание и грижа добива градината, толку повеќе култури произведува. Исто на тој начин, одвојувајќи време за негување и одржување на позитивни пријателства и социјални врски, носи плод на радост, сочувство и несебичност. Одвојте време за здрави меѓучовечки односи. Тие создават можности за давање, но и за примање. Други придобивки вклучуваат и подобрена имунолошка функција, подобрени социјални вештини, намалување на стресот, подобрено расположение и подолг живот. Одвојување време за меѓучовечките односи никогаш не е губење на време. Број 6. Ментално здравје. Физичката активност бара одлучност, истрајност и обука. Тоа е потребно и за менталното здравје. Можете да го вежбате вашиот мозок на тој начин што ќе се занимавате со ментални активности, како што се, например, читање инспирирани, стимулирани и едукативни книги, решавање загадки, свирење на музички инструменти или учење на нови вештини. Вашите активности ги подобруваат невронските средства, односно соседства на мозокот, создавајќи нови врски и зголемување на менталната флексибилност. Заедно со здравата исхрана и со вежбање, ова е подобрува брзината и прецизноста со која мозокот може да решава проблеми и да се соочува со предизвици. Предизвикајте го вашиот мозок и промените го вашиот свет. Број 7. Позитивни одлуки. Експериментите покажуваат дека можат да се променат вашите навики. Секако тоа треба сила и подобрување, односно ваша чврста волја. Никогаш не ја поценувајте моќта на малите, секојдневни позитивни одлуки за надминување на големите, односно лошите навики. Повторувањето и трпението се клучот за создавање здрав начин на живот. Успешните луѓе не се без грешки. Тие едноставно одбиваат да се откажат. Запомнете, драги мои,
Все можам да направам преку Исус Христос кој ми дава моќ. И број 8, духовно здравје. Духовното здравје е во центарот на здравиот начин на живот. Тоа значи да се помирите со Бога и да дозволите неговиот план, неговата цел и моќ да ве водат во вашиот живот. Менциус, кинескиот мудрец, бил во право кога рекол: знаењето дава информации, но не и моќ да го спроведеме. Со Божја помош можеме да постигнеме стабилен раст и подобрување во нашиот живот, да доживееме прошка кога не успеваме да ги постигнеме нашите цели и да стекнеме храброст и добро расположение за да продолжиме и понатаму на животното патување. Драги гледачи, Светото писмо учи дека Исус Христос е големиот лекар кој дошол да се длабоко всели во нашите срца и да го воспостави своето царство на љубовта, на животот и ослободувањето од лошите навики. Иако живееме во светот на гревот, болести и тага, тој ни дал план од 8 чекори, 8 лекари кои можеме да ги користиме, што го подобрува менталното, физичкото и духовното здравје и секако го намалува ризикот на многу непотребно страдање. Неговата љубовна порака, може би токму сега го повикува и вашето срце. Сакан мој, се молам да ти биде добро во се и да бидеш здрав како што е добро сега на твојата душа. Тој сега те чека како твој голем лекар, спасител и обновител. Pomož mi ide od Golgota, Isuse blizu nam. Pomož mi ide od Golgota, Golgota, Golgota. Pomož mi ide od Golgota, Isuse blizu nam. Vodi gleda solzite tvoj, kozlišti duša ta. Pomož mi ide od Golgota, Isuse kraj tebe. Pomož mi ide od Golgota, Golgota, Golgota. Pomož mi ide od Golgota, Isuse blizu nam. Bližite i tagite tvoj, Isus ti odzema. Pomož mi ide od Golgota, Isuse kraj tebe. Pomož mi ide od Golgota, Golgota, Golgota. Pomož mi ide od Golgota, Isuse blizu nam. Еве полека се ближиме кон крајот на ова наша утринска програма Разбуди се, која се емитува на радио Глас на надежта секоја среда. Значи од денеска па во наредните среди ќе бидеме заедно со вас, почитувани гледачи. Би сакал пред да се одјавиме да ви ја покажам ова библиска боенка. Сите вие кои имате дечиња или кои имате внуци и внучиња, сакате нешто да им убаво подарите, кој ќе ги насочи децата кон Исуса Христа, ви нудиме библиска боенка бесплатно. Пишете ни на нашиот адрес или јавите се на нашиот телефон 077 819 828. Ке може да ја добиете ова боенка. Интересна е, на македонски јазик. Значи, на десната страна имаме разни слики, цртежи кои треба да се обојат. На левата страна имаме библиски текст на англиски, а подолу е на македонски.
a ovdje znači pod sama ta slika, djecata treba da ja isполнат ова празнина, односно овие зборови од текстот кој го наоѓаат на другата страница. Така да е интересно, значи децата ќе развиваат умот, ќе го развиваат, ќе научат библиски текст кој ќе ги насочи кон Исуса Христа. Еве, например, имаме овде: бидете будни и молете се да не паднете во искушение. Значи имаме овде на англиски, а од десната страна боенка што децата треба да размислуваат, да боите ги сложат и да добијат една убава порака. Значи, сите вие кои сакате да имате ова боенка од Стариот Завет, односно од Новиот Завет. Имаме и од Новиот, и во Стариот, и од Стариот. Значи, еве, ќе ви ја покажам. Значи, тие се две со различни слики секако, Стариот и Новиот Завет. Две боенки за вас, за вашите дечиња. Доколку ни пишете во SMS порака или на мејлот кој го гледате овде подолу е поставен, и телефонот, ние ќе ви испратиме бесплатно по пошта. Значи, еве, две ќе ви испратиме на ваша домашна адреса. Ќе бидете, верувам, задоволни вие. Кога имат децата роден ден, може да им ги подарите како мало изненадување. Затоа, ево, уште еднаш, почитувани гледачи, ви нудиме бесплатни две боенки од Стариот Завет и од Новиот Завет. Еве, лека полека дојдовме и до крајот на ова наша прва емисија во ова нова сезона. Ви закажувам нова средба, ако Бог даде живот и здравје, на 4. октомври, среда во 9 часот. До тогаш имаме 6 дена, бидете благословени, бидете вредни, но, како што рековме, да бидеме будни. Не физички. Ке дојде ноќ, кај што ќе треба да спиеме, но духовно, постојано да бидеме будни, зашто пишува апостол Петар во неговите посланија: биете трезни или будни, зашто сатаната рика како лав и сака да не проголта, да не уништи, но ќе го повикаме Бог, Исус Христос, кој ќе биде со нас во деновите кои се пред нас. Ви посакувам секој добро и довидување. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.